председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван господине Заев. Јас би сакал да ве замолам да работа пред да почнем со говорот во однос на денешната тема, тоа е промена на заменик министер за здравство. Почитуван Заев, сега идам од споменикот на децата бегалци. По трет пат се кршат плочите. Ве молам, не знам на колку дупата веќе имав пресконференција, реагирав неколку пати, вчера на Комисијата за образование зборував. Значи таму децата бегалци споменикот во Жена парк по трети пат се вандализира и се крши. Ве молам, поставете некого чува, упатете апел до Министерството на култура да го провери сето тоа, бидејќи сме загрижени и има многу луѓе загрижени и чувствата им се повредени. Така да во однос на тоа користам, се извинувам што ја користам можноста, ве молам ако можете да преземете во однос на тоа нешто. Второ, единствено што слушнаме сега во однос на дебатата за министерот дека се извини. Тоа не го амнестира од оно што го има направено. Се извинивте и вие дека закаснавте малку. Така ве разбрав, во ред. Се извинивте и вие дека задоснивте скоро 2 часа. Слушнавме многу извинување во однос на вас во целиот период како начин на однесување. Меѓутоа, што значи тоа во однос на постапките? Дали со тоа се решава нешто, дали се заштитило нешто или дали се смирило нешто? Се извиневте за мало сутра. Заев се извини, вели, го читам овие од новинарските извадоци. Се извини Заев за ЛГБТ заедницата. Заев се извини за на Фейсбук за изјавата за Холокаустот, ненамерен лапсус. Заев за телефонските разговори, вели, жртва сум на мојата постојана достапност за сите. Заев преку Фейсбук статус бара прошка од Борисов. Владата и се извини на Грција, владата повторно мораше да и се извини поради изјавата на Заев, Заев им се извини на новинарите, не го правете салата Рашковски, човекот се извини до небо, кажа Заев, Тачи, почитуваниот премиер од Косово, Заев ми се извини мене лично и на Косово, Вучик, Заев ми испрати извинување, јас му кажав поздрав друже, Заев за блокадата на Франција ке беше фер да ни го каже тоа пред Преспанскиот договор. Недоволно е ова што го правите. Треба да се размисли дали треба до тоа да дојдеме и да се честно од вас, христијански сум го правил јас тоа. Меѓутоа имаме далекосужни последици во однос на целата работа од тие извинувања. Сакам да ви поставам неколку прашања, веќе се враќаме на темата, бидејќи евидентно е дека состојбата во здравството не е добра. Тоа е една тема која можеби најважна во општеството и мислам дека треба сите заедно да седнеме и да разговараме за неа да решаваме. Имаше неколку проекти што се почнати, застануваат и секоја влада како ќе дојде одново почнува да прави своји планови и програми. Се сакам да ве прашам, конкретни неколку прашања. Како планирате да ја подобрите алармантната состојба во здравството? Како планирате да ја подобрите услугата кон пациентите? Како планирате да ги подобрите условите на здравствените работници? И уште едно прашање, кога планирате да ја доизградите клиничката болница во Штип? Тоа е нешто многу важно за штипјани, за источниот регион и како што каже почитуваниот мој колега Илија Диловски, веќе 3-та година се застанати работите, доколку беше направено ќе се растаретеше и клиничката болница во Штип и ќе се овозможеше многу поквалитетно здравство во регионот од кај што идеме и јас и вие. Меѓутоа, понатаму во однос на предлогот што го нудевте. Денес имаме 3-та смена на заменик министер за здравство. Не слушнавме ништо од вас за него. Не можам и јас да кажам дали и кој е човекот, бидејќи немам информации. Добив оно што го добив како пишем материјал. Би сакал да го прочитам чисто за јавноста. Армен Тарслани, по националност албанец, 85-та роден од Струга, 2000-та завршил основно образование, 2004-та средно образование, 2011-та медицински факултет по Свети Кирил и Методи, доктор по општа медицина, 2013-2014 работел, специализант по урологија, познавање на странски јазици македонски, англиски, српски, познавање на компјутерски вештини. Многу малку во однос на тоа ни дава можност да разбереме за кој се работи. Овој заменик министер, јас не го познам, реков, меѓутоа му препорачувам, не е тука, не верувам дека ќе може да постигне нешто. Тој на некој начин влегол во една министерство каде има сериозни проблеми. 2 пати имаме промена на министер, 3-та промена на заменик министер и мислам дека
ќе дојде во една состојба каде што можеби самиот ќе се девалвира. Јас му посакувам, и тука ќе завршам затоа што сакам да бидам краток, поставив конкретни прашања, сакам да ми се одговори, да не го одложувам времето. Јас му посакувам успешна работа, меѓутоа во здравството имаме сериозни проблеми и доколку си ги признаете и доколку ги промените некои работи, мислам дека ќе биде во функција на граѓаните, а без разлика на нашата лична дебата и политичка борба што имаме тука, меѓутоа на граѓаните им требаат реални резултати. Благодарам. Благодарам. Реплика има председателот на владата, повелете.